Добро, важно и актуелно прашање, се случува крај годината, но и секако државата се спрема пред избори. Прво вака, 970 амандмани од страна на опозицијата поднесени за законот за Академијата за суди и обвинители, кажува многу. Самото законско решение во мал дел се менува, каде што дава можност на Академијата за суди и обвинители да го зголеми бројот на граѓани кои што ќе може да аплицираат и да се обучуваат за идни суди и обвинители. Првата порака што ја добиваме тоа, ВМРО ДПМН знае дека ќе остане опозиција и го блокира процесот кој што треба да продуцира кадри, кои што ќе излезат после 3 години. Значи 2,5 години имат едукација, тестирање или слично, не е коректно. Тоа е новиот резервоар кој што треба да се создаде во државата при изголемувањето и јакнењето на капацитетите во судството и во обвинителството, а посебно со почетокот на прочистувањето на самото правосудство. Верувам дека мора да создаваме резервари час поскоро. Еве 60 кандидати веќе се при крај. Целта е да се проширува ваквиот систем и самата активност да се поднесуваат близу 1000 амандмани на овој закон ја испраќа нечестната, недржавничката порака до нашиот народ и до правосудството. Вториот дел да коментирам за 4000 амандмани за јавно-обвинителската служба. Што значи според мене тоа? Па изволите дебатата да ја отвориме. Законот за јавно-обвинителска служба дава можност на државното јавно обвинителство да ги потпише сметките за струја, за вода, за чистење, за плати и за слично. Тоа значи дека некој ќе продолжи да ги чува материјалите кои што се од суштествена, меѓу другото и приватна природа на граѓаните и слично. Тоа значи дека ќе може да се задржи капацитетноста на самата таа институција додека се најде решение на Законот за јавно-обвинителската служба. Кој тоа сака да го блокира, на некој што има интерес од таквата работа. Навистина треба да ги овозможиме и да бидеме сите од помош, и парламентот, и извршната власт на правосудството, ако сакаме да го јакнеме. Не ни требаат вакви блокирања со 4000 амандмани на овој закон. На крајот, 9000 амандмани ми кажа дека има од ВМРО ДПМН на законот кој што е во 2 члена на изборниот законник за вградувањето на едната изборна единица како изборен модел. Сакам прво уште еднаш да потенцирам дека големите партии губат, прво СДСМ, после и ВМРО ДПМН, да, но добива државата. После тоа добиват сите партии, со сите етнички предзнаци, значи албанските партии, турските, ромските, влашките, бошначките, српските, сите партии во државата кои што имаат етнички признак, добиват малите политички партии, добиват демократијата, отстрануваме можност за било какво автократско поставување во државата, ќе има засилена демократичност во самиот парламент и навистина тоа е важно. Тоа се важни аргументи. Ако сакат низ призмата на партиите да гледаме, ќе заштедат пари партиите. Значи не е исто да финансирате кампања за 6 изборни единици, 6 носители, 6 имиња, а овде имате еден носител со една изборна единица, со една бројка и слично, тоа чини многу помалку пари. 9000 амандмани од страна на ВМРО ДПМН значат блокирање на ваквиот процес и страв дека ќе има оформено мнозинство, се извинувам, дека ќе има оформено мнозинство да се донесе новиот изборен модел. Нас ни останува да се бориме во делот на демократските процеси, сите кои што мислиме дека формираме повеќе од 60 пратеници за една изборна единица под овие принципи кои што јавно ги соопштувам. Сега, кога гледаме дека има 9000 амандмани од ВМРО ДПМН, Дуи поднесол 5000 амандмани, колку што ми кажа. И ако тоа го знае Дуи дека поднесол ВМРО ДПМН 9000 амандмани, а тие поднесуваат 5000 амандмани, а се партнер во владата, прво, јас можам да разберам, после и нашите презентации, колку тоа добива и Дуи, колку добиват албанците во државата генерално, сепак да го поднесат тоа, кажете ми вие, јас што да мислам. Што да мисли народот, коалицијата, колку тоа е одржливо или не. Навистина ова е сериозна причина за сериозни размислувања, кои што Социјалдемократскиот сојуз ќе ги отвори. Како дали упатите против? Рековме, сериозни размислувања. Кога ВМРО ДПМН поднесува 9000 амандмани и тие 9000 амандмани имаат сериозна известност да блокираат одреден процес. Тоа е јасно, демократските процеси согласно деловникот на собранието ќе даде можност на мнозинство да се бори, но не знам колку ќе успее. Јас се надевам дека може да направат се за да може мнозинството да ги донесе своите одлуки. Ако постои мнозинство, а ако не, мнозинството ќе преовлада со спречување на една изборна единица. Тоа е демократијата и тоа е убавината. Јас дури во делот и духот на демократијата гледате сме различни. Ние веруваме во една изборна единица, сме го дале како изборно ветување. Нашиот најголем коалиционен партнер Дуи не верува. И оке не верува, може да гласа. Но кога гледа дека веројатно ќе има 64, тогаш може да го остави тоа ВМРО ДПМН да го блокира. Сега 5000 амандмани,
е навистина лоша порака. Кој и да е too much.